Следиме случувањата кај нас, следиме случувањата благодарение на нашите дописници низ сите градови во државата. Следиме што се случува во регионот, но и во светот. Отвараме една тема која ќе ја зборуваме со професор доктор Елена Думова Јовановска од Градежниот факултет во Скопје. Имено станува збор за тоа дека Јапонија е една од најтрусните области во светот. Годишно во просек 1500 земјотреси се случуваат во Јапонија. Само 50 од нив имаат влијание, како што велат експертите. А ја отвараме темата какви се тие градби кои што издржуваат во ваков тип на трусни подрачја. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Среќна нова година, среќни да празници. Да се кажеме, да, убави празнични денови, кој што имаме еден период, го слушав прилогот пред малку, еден период од 3 недели празнувања и малку работа помеѓу тие празници. Да, но и следиме што се случува, се разбира, вие сте експерти во областа, не може да не следите, да не анализирате, да не споредувате, па би сакале да го слушнеме и вашето мислење, особено кога е сеизмологијата во прашање наспроти градежништвото. Тука веднаш се отвара прашањето, чинам дека една од главните информации која што беше во сите светски медиуми на социјалните мрежи е тоа како една од највисоките кули во светот го издржа земјотресот од 7,6 степени по Рихтер. Еден силен земјотрес. Така е. Прво, може би заслужува да го споменеме тоа што вие го во воведното ваше отварање на темата го споменавте. Јапонија е земја која што се наоѓа на така наречениот огнен појас, бидејќи тука се спојуваат две големи тектонски и повеќе помали тектонски плочи и токму поместувањето на тие тектонски плочи се основната причина за настанување на земјотресите. Од тука и интензитетот кој што можеме да кажеме дека тоа е најак очекуван земјотрес воопшто кој што можеме да го очекуваме. Јас би ја проширила малку споредбата што се обидовте да ја наметнете нели како главна тема. Помина нешто повеќе од 10 месеци од земјотресите кои што се случија на границата помеѓу Турција и Сирија. Интензитетот на земјотресот беше во тие рамки и таму беше исто така земјотрес кој што се случува на големите тектонски раседи. Па во насока на токму тоа што го споменавте, како некои објекти преживуваат, нели во наводници, односно остануваат, издржуваат и како тоа се реперкуира на штетите и човечките загуби. Така да ако тргнеме да споредуваме, далеку се од конечни резултатите од тоа какви ќе бидат штетите во овој земјотрес, меѓутоа ако споредиме со турскиот, таму имавме повеќе од 50.000 жртви плюс повредени, овде зборуваме за 50 нели до вчера, веројатно до сега, до сега, да. Така да самото тоа укажува дека подготвеноста за таков тип на земјотрес влијае многу. И она што споменавте, какви се тие градби. Во науката која што се занимава со ова, незиното име е земјотресно инженерство, бидејќи вклучува и проучување на причината на земјотресите, меѓутоа и проучува како се однесуваат конструкциите по дејство на различни типови на земјотреси. Тоа е релативно млада наука споредено со традиционалното градежништво, нели ако зборуваме за градежништво, зборуваме за милениуми искуства и за да знаеме зашто зборуваме, земјотресното инженерство како наука е оформено нешто помалку од 1 век. Така да зборуваме за една релативно млада наука и утока развојот на тоа како се однесуваат градбите, секој земјотрес е нова лекција. За жал, некои потешко научени, така да турскиот земјотрес би рекла е една ужасно тешка лекција која што ќе треба Турција како земја да ја совлада и ова што се случува во Јапонија, повторно веројатно некои лекции ќе бидат и негативни и позитивни извлечени. Може ли тука да се спомене како заклучок дека јапонците се добри познавачи на сопственото тло? Апсолутно. Не само добри познавачи на сопственото тло, туку веќе имаат и добро искуство во тоа какви објекти на такво тло можат да издржат. И сега директно на одговор на вашето прашање, како може висококапница да издржи? Една од највисоките во светот, велат. Во човечката наука, во развојот на науката, во човечката природа е да сака да надминува граници, така? И се има своја цена. И да руши рекорди. И се има своја цена. Од тука можеме да кажеме дека како научници и како проектанти
доволно ја познаваме природата на земјотресите, доволно ги познаваме и однесувањето на конструкциите, за да можеме да најдеме решение за секој предизвик. Меѓутоа, тоа има своја цена. И од тука, кога зборуваме за масовност на градби, ние се обидуваме да најдеме што за соодветно тло е соодветно за да економски биде во границите на оправданото. Бидејќи една од најважните работи кои што секој треба да ја знае ако живее во земја во која што имаме одреден сеизмички хазард, а со тоа и ризик, а тоа е која е филозофијата на проектирање во земја во која што знаеш дека ќе ти се случи земјотрес. Така да обично се вели не можеме да предвидиме кога ќе се случи земјотрес, ама можеме да предвидиме колку ќе биде најакиот очекуван, со кој што ние ќе ги проектираме објектите. Тој најак очекуван на светско ниво е некаде прифатено да биде земјотрес кој што се случува барем еднаш во 500 години. Што значи зборуваме за една ретка појава. И ако ние сите градби ги проектираме да го издржат тој земјотрес, тоа би било економски неоправдано. И од тука балансираме. Зависи од тоа кој тип на објект го градите, во какви услови се наоѓа, има решение проектански за секаков предизвик. Тоа би било одговор на вашето прашање. Значи, во Јапонија, бидејќи тоа е релативно мала земја. Кои се тие материјали кои што ги содржи таа градба? Така. Наспроти, добро, ќе ја направиме споредбата. Значи, само што сакав да кажам, Јапонија е релативно густо, не релативно, апсолутно густо населена територија, нели? Мали релативно острови со голем број на население. Од тука тие веќе не можат да одат во широчина. Тие мораат да одат во височина. И затоа мораат да ги совладуваат конструкциите. Така да ако директно сакате одговор на кој тип на градби, да речеме, зошто во Скопје после Скопскиот земјотрес доминираат од 6 до 16 ката. Армирано-бетонски, генерално тоа се рамовски конструкции, ги велиме, тип на рамка, и како што одите нагоре, ќе зголемувате број на армирано-бетонски зидови. Ако сакате да одите уште нагоре, тогаш ќе додавате челични носачи вметнати во... Ако сакате да одите уште нагоре, си има своји технологии. Така да тоа се различни типови на конструктивни системи кои што се прилагодени на тоа што ви треба. И затоа, ако живеете во густо населен простор, во кој што веќе немате каде во широчина да одите и да си дозволите релативно ниски градби, ќе одите нагоре. Скопје, за среќа... Како сме тргнали, ние си уште сме во широчина, но би можело да тргнеме и ние нагоре. Она што мене ме интересира е на колку во очекувано трусно подрачје, на колкава магнитуда се тестираат новите градби наспроти кај нас? Значи, мислите во очекувањата, меѓу Јапонија и нас? Да, да речеме голема разлика, голема е разлика, но на колкава магнитуда? Значи вака, во последниот период во науката, кога проектираме, не ги изразуваме очекувањата во интензитет според Рихтер или Меркали, веќе ги изразуваме во очекувано забрзување на при осцилација на подлогата. И ако за територијата на Македонија е изготвена карта, која што имаме локализирано во кои делови од земјата, какво е тоа максимално очекувано забрзување, така да најголемото е некаде околу 0,3 од земјиното забрзување. Така што во Јапонија тоа сигурно е повеќе. Неколку пати повеќе. Од тука е сега и друга работа за Рихтер кога зборуваме. Рихтеровата скала меѓу два соседни степена, значи меѓу 6 и 7, е зголемување по 36 пати. Преку 1, помеѓу 6 и 8 е 1000 пати поголема ослободена енергија. Бидејќи Рихтеровата скала мери ослободена енергија. А што таа ќе предизвика на градбите, станува јасно ако имаме 1000 пати поголема енергија. Од тука кога ние проектираме, значи го споредуваме забрзувањето на подлогата. Па така, морам да кажам дека не знам точно колку е на локацијата каде што се случила во Јапонија тоа, за Македонија тоа е значително помалку. Она што внимателно ве слушав е тоа што дека тие таков тип на градби кои што се градат во очекувани трусни подрачја се навистина многу скапи. И изборуваме сега тука и за највисоката кула дека многу чини. Има кај нас некоја таква градба во кој што таков тип на материјал содржи? Значи, материјалот повторно се армиран бетон,
повторно е тоа челик, меѓутоа комбинација на тоа како ќе бидат поставени, во кои распони ќе се наоѓаат столбовите, во колкави димензии ќе бидат. И сега да не навлегувам премногу во струката. Имаме ние нешто такво кај нас? Во која смисла? Сакате да кажете да направиме нешто кое што ќе биде предизвик за кај нас? Па да речеме да. Па затоа велам, значи не се обидувавме да ја предизвикуваме природата. Целиот концепт после Скопскиот земјотрес е не се надпреваруваме со земјотресот, туку се обидуваме да бидеме разумни. Значи тоа што го очекуваме да го направиме да биде и исплатливо и безбедно во однесувањето. И затоа тоа е дел од она што се нарекува прописи за проектирање. Ние и да сакаме да бидеме храбри, има граница до каде прописот тоа го дозволува, баш заради тоа, затоа што една општа стабилност мора да биде обезбедена. Често граѓаните знаат да прашаат сигурни ни се градбите кај нас? Тоа е најчестото прашање кое што го добиваме, особено после земјотреси. Природно е Јапонија е многу подалеку и не вознемири толку кога се случуваше во Турција заради близината. Добро, и обемот на штети, драматични фотографии кои што ги гледавме беше навистина застрашувачки и природно е да прашаме колку се безбедни. Јас би ви рекла следна информација. Значи со податоците од последниот попис кој што беше спроведен, нели крајот на таму како беше 2021 година. Добро. Се покажа дека повеќе од 80% од населението во земјата живее во објекти кои што се градени со прописите од 1981 година, што значи релативно квалитетни прописи. И од тука би требало да значи дека генерално сме безбедни. Колкави се одстапувањата некогаш при проектирањето или изведбата, тука веќе влегуваме во зона на шпекулации ако генерализираме. Неспорно е дека има и пропусти, веројатно, меѓутоа јас пак би рекла, тоа е еден сериозен податок, дека нас повеќе од 80% од населението ни живее во објекти кои што се проектирани да издржат очекуван земјотрес на територијата за која што се изградени. И тука треба да се спомене дека колку и да е мала Македонија, не е целата територија со еднаква изложена на еднаква опасност од земјотрес. Така Охрид и Прилеп се два диапазона. Охрид го има највисокото очекувано забрзување, некаде делот околу Прилеп е најниското. Така што јас би советувала за нашата земја одговорноста во однос на тоа на каква опасност сме изложени треба да тргне од индивидуално ниво. Значи, секој би требало да биде заинтересиран нели во каков регион се наоѓа и зависно од тоа да се движи. Па потоа доаѓа локалната самоуправа, која што треба така да стратегијата за заштита на населението во Охрид, не може, го слушав прилогот, па ете Охрид го споменувам, не може да биде иста кога зборуваме за земјотрес со, да речеме, Кавадарци или Прилеп. Ќе биде различна. Да речеме, во некои други градови повеќе поплавите ќе бидат проблем, некаде пожарите. Така да, потоа се дига на ниво, на централно ниво. Тој тип на одговорност е значаен, меѓутоа луѓето не може да знаат ако не се добро информирани. И една од значајните работи е како информираноста на населението да се зголеми. Благодарам на поканата, бидејќи ги користиме овие прилики. За жал, обично во ситуација кога некаде се случила некаква катастрофа, да подсетиме дека подигање на јавната свест за тоа во каков регион живееме и како земја, меѓутоа повторно не може да се унифицира. Сега значајно да се каже дека Скопје како главен град, во кој што живее повеќе од третина од населението, е со сериозен ризик од земјотрес. Треба да ги слушаме експертите и треба да ги консултираме. Посочувам кон вас, вие сте професор на Градежен факултет во Скопје. Би сакала да го заокружам разговорот со тоа што секогаш ќе прашам дека вашето знаење, вашето искуство, верувам дека несебично го пренесувате на помладите. Можеме ли да веруваме во една идна генерација на градежници кому го оставате истото искуство и знаење, колку има заинтересираност од младите да се запишат на факултетот?
болна точка чепнате сега. Па знам, затоа сакам да испратиме една, да речем, природно е порака. веројатно Да. дигитализацијата како една тема која што сите не преплави и потребата од воведување на дигитализацијата, меѓутоа за жал како да ги фрли во сенка базичните професии. Како не случајно споменав градежништвото, А во зборуваме една за таква милениуми. експанзија е градот. Во таа насока, за жал, мотивацијата паѓа, бидејќи забораваме дека што и да прави вештачката интелигенција, колку и да ја користиме, а користиме интензивно, бидејќи сите наши симулации, проектирања, сето тоа се применува компјутерска технологија. На крај вие мора да се вратите во реалноста, реални материјали, реален терен и реални објекти. Така што јас се обидуваме да ја разбудиме љубопитноста кај младите, бидејќи мислам дека ни поставивте убаво прашање. Во човечката природа е да совладуваме предизвици. И природата се уште ни поставува на вистина многу предизвици, со кои што вештачката интелигенција, дигитализацијата се само алатки, традиционалните човечки вештини во кои што влегува, нели после исхраната е градбата, каде ќе наоѓаме, и понатаму е огромен предизвик. И јас ги поканувам да ни се придружат во тоа. Да, затоа што сите сакаме во оваа експанзија во која што и живееме, особено во градежништвото, сите сакаме да се чувствуваме сигурни. Така, главното прашање на сите. Благодарам за гостувањето, професор. Ќе се разбира, ќе имаме и други поводи и за анализа, и за дискусија, и други теми. Благодарам.